разговараше со неколку лица со попреченост, кои ги кажаа своите проблеми и предизвици со кои што се соочуваат во своето секојдневие. Да погледнеме. Мислам дека пред себе требало да има установи во кои што ќе се соединуваме сите заедно, ќе се дружиме, ќе да едно исто и ќе си помагаме, ќе идеме и за муабети, за игри, за социализација. Пред се тоа, потоа надвор од центрите, надвор што се да не прифати какви што сме, да не охрабрува, да не поддржува во секој чикор. Да биде наша потпора. Со какви предизвици и проблеми се соочуваш ти лично? Јас лично, пример, да кажам во автобус, да јадам превоз, нели. Него, кога ќе влезам, иако нели сепак сега одам, чекорам сама се. Тоа го јадам превоз во автобус. Никој не те остапува место, не те прави простор да поминам ништо. Тоа е до општественото. Да. Тоа е до општеството, да. Луѓето се такви. Би требало да имаме и ние права, не ние кои имаме попречност, требало да имаме права и ние како си останатите. Така. Треба да се подигне јавната свест. Така е. Така е. Добро. Друг предизвик, проблем со кој што се соочува? И во болница, во чекалните неди. Никој не дозволува да кажам да имам предност со попреченост. Никој не дозволува предни да станам во редот или слично. И да сум наред, баш пред известно време бе во болница на контрола. И само што докторката да ми повеќе да ми приме и презиме, да тренам кон шалтерот, кон ординацијата, на баба пред мене река се ставам, ме турна да влезала пред мене глава постара. Сам сепак се разбирам постара да има предност, тоа имам предност јас што сум со попреченост. Нема пред се, нема разбирање од надворешен свет, а не па друго. Треба на автобусите да го извадат тоа за соколички да се качат, рампата. Треба за многу убави работи треба да се подобри животот на децата со посебна потреба. Значи, треба да се обратиме и ние како луѓе возрастни, како луѓе така што можеме и да им помогнеме на децата што не можат да се качат, да се симнат, со попреченост на сите деца. Ви благодарам. Имаше и такви кои ни се обратија писмено на социјалните мрежи. Да погледнеме. Здраво, Боби. Еве ги моите одговори на твоите прашања од анкетата. Институциите се релативно пристапни од надвор, но не и внатре, и се околу нивниот кадар и дополнителните потреби, од типот ракофати, тактилни патеки, аудиосистеми и така натаму. Општеството има слух, но малку создава на дело. Секојдневието е тешко за инвалидот во Македонија и тој живее блиску до маргините. За образованието ќе го кажам истото, дека делумно е направено, но не доволно и целосно. Креативноста и слободното изразување ќе го рангирам меѓу повисоко рангираните достигнувања. За вработување и работни односи има многу аномалии кои треба да се исправат, како законски регулативи при вработување, бенефициран стаж и услови за работа. Асистенти и негуватели недостасуваат во голема мера. Културата, спортот и ноќниот живот ни е овозможен, но сепак тектонските бариери и превозот од и до дома се во знак прашање. Треба итно изнаоѓање решение на животот на лицата со зависност и потреба од помош, која ја немаат од блиските, односно создавање институции. Христина П. Насекаде пристапни рампи, полесни вработувања, пристапност до салите за културни настани со седишта, звучни семафори, рампи во јавниот превоз како и можност да влезат и излезат без да бидат турнати. Можност да учат и студираат што сакаат, но и да го работат истото. Пример глума, манекенство, фотомоделство. Се на се живот како и сите други. Марга Велеска. Никој од нас не знае каков ќе се роди и каков живот ќе живее. Како секоја индивидуа, така и лицата со попречености имаат своји потреби, желби и соништа. Секој од нас има своја визија и перцепција кон животот. За едно општество да функционира како целина, неопходно е пред се меѓусебно да се поддржуваме, надоградуваме и помагаме, независно во која област. Треба да се анализираат потребите, можностите и идеите на секоја индивидуа, разумно, емпатично, солидарно и без предрасуди.
да има соодветен пристап до секоја институција, бесплатен превоз, бесплатно здравство, паричен надоместок, асистент кој што ќе стои на располагање во училиштето. И кога лицето со попреченост е во работен однос, лица кои би помагале околу пазарење и слободни активности. Затоа што и лицата со попреченост се како и сите други, со само малку поинаков пристап и изразување на нештата и покрај предизвиците со кои што секојдневно се соочуваат. Со топла насмевка и очи полни надеж, посакуваме подадената рака да биде фатена за да можеме да покажеме дека умееме, можеме, сакаме, знаеме и заслужуваме да твориме во општеството за да ја постигнеме својата цел. Л.Т. Лицето со попреченост денес нема никакви посебни или специјални потреби, туку има исти потреби за еднакви можности. Лицето со попреченост не е ниту инвалид, тоест неважички, безвреден, безкорисен. Не моли за милостиња со хендикеп, односно полусобрана дланка. Попреченоста не е веќе пречка за успеси во животот. Подготвувајќи темата за подобрување на квалитетот на животот на лицата со попреченост, ние побара изјава од скопските општински градоначалници. Прв е градоначалникот на аеродром. Да, ти благодарам за прашањето. Во пресред сме на 3 декември, денот меѓународниот ден на лицата со попреченост, и тој е ден кој што треба да не потсетува дека во текот на целата година и сите заедно треба да работиме за да можеме да го подобриме и улесниме животот на лицата со попреченост. Ние како општина работиме на повеќе проекти каде што се обидуваме да им помогнеме на овие лица. Еден таков проект е поставување на лифтови за пристап во рамки на објектите на општината, односно училиштата. Такви лифтови имаме поставено во 2 училишта до сега, во тек изградба на лифт во 3-то училиште и планираме во текот на наредната година да изградиме уште еден лифт за пристап на лица со попреченост во училиштето Гоце Делчев во Горно Лисиче. Имаме отворено 2 сензорни соби каде што дечињата можат да ги користат во потребни ситуации. Имаме вработени и ангажирано дефектолози, асистенти на лицата со попреченост и се тоа во рамки на оној инклузивен образовен процес кој што го работиме. Паралелно спроведуваме еден проект со едно здружение кој што се вика Ареола, проектот се вика Заиграј со нас, каде што се вклучени бесплатно лица со попреченост да спортуваат, односно да вежбаат моторика и преку разни игри, задачи, спортски надпреварувања да можат да се дружат и да се развиваат како лица со попреченост. Тоа е комплетна услуга бесплатна која што се дава на овие лица. Добар ден. Добар ден, Добри јас сте? сум Боби. Горан, мило ми е. Мило ми е. Баш ми е мило што ќе имаме можност да поразговараме. Така. Мило ми е што прифативте да разговарате. И мене ми е драго што Да, имаме ми е. можност да поразговараме. Темата на нашата репортажа е како да се подобри квалитетот на животот на лицата со попреченост. Актуелна тема за која што ние како општина водиме многу грижа. Позади нас е новите реконструирани училни од училиштето Коле Неделковски. Може да забележите дека на секоја реконструкција водиме грижа за сите. Односно поставени се пристапни рампи, дополнително во новите простори имаме и лифт за лица со попреченост, посебни тоалети и така натаму. И не само во ово училиште, туку и во сите училишта во територија на општина Центар поставуваме пристапни рампи за лица со попреченост и ги подобруваме нивните услови и потреби. Па вака, темата на нашата репортажа е како да се подобри квалитетот на животот на лицата со попреченост. Благодарам на прашањето. Добар дојдовте во општина Газивава. Навистина, ова е тема која што бара особено внимание во јавноста, на кој начин да ги интегрираме лицата со попреченост во општеството. Можам да соопштам како одговорна локална самоуправа, особено внимание посветуваме за целосна инклузија на лицата со попреченост во нашата заедница.
Посебен акцент ставивме на децата со посебни образовни потреби во образованието. Ќе набрам дел од проектите што ги имаме реализирано во оваа област. За цел полесна интеграција на овие лица во образовниот процес, пристапивме кон изградба на пристапни рампи во сите основни училишта, отварање на повеќе сензорни соби, изградба на специјализирани тоалети за децата со попреченост, поставување на лифт во основното училиште 25 мај, кој што е неопходен за да можат слободно да го обавуваат својот образовен процес децата со попреченост во тоа основно училиште. Дополнително можеби сме една од единствените општини во Република Македонија која што доделува стипендии за учениците со посебни образовни потреби и имаме реализирано голем број на програми и активности во оваа насока со цел целосна инклузија во образованието. За таа цел како општина сме прогласени за најинклузивна во Република Македонија. Тоа е оваа една плакета која што добивме изминатиот период. Општина Газибала е прогласена за најинклузивна и најуспешна општина во Република Македонија, што Ви честитам. особено ми значи на мене, со цел да продолжиме по овој пат и во иднина. Дополнително, заедно со невладини организации и издруженија на граѓани, доделувавме инвалидски помагала на лицата со попреченост на територија на општина Газибала. Имаме изградено неколку пристапни рампи на барање на одредени лица со попреченост и во таа насока ќе продолжиме да функционираме и во иднина. Додека се подготвував за репортажата, добих коментар од лице со попреченост кое што живее во руралните средини, дека таму се доста изолирани и има многу лоши услови за живот за лицата со попреченост. Тоа прави Газибала во насока на интегрирање на овие лица кои живеат во помалку урбаните средини од општината. Бидејќи ние сме општина која што потпаѓа под градот Скопје, меѓутоа сме специфична бидејќи поголем дел имаме рурален, помал е урбан дел. И за овие лица ние настојуваме да реализираме проекти со цел поголема инклузија во нашата заедница. Еве конкретно ќе споменам неколку примери. Во населеното место од Срешево за одредено лице што живее со попреченост, 2022 година изградивме пристапна патека за полесен пристап до домот на ова лице. Дополнително во населеното место Јурумлери за одредено лице со попреченост направивме соодветни помагала за полесен пристап до креветот и полесно станување од креветот. Во населеното место Хиподром 2 направивме пристапна рампа за лице кое што е со попреченост, а живее на ниско приземје. Исто така направивме две пристапни рампи во населеното место Железара на барање на местните и урбаните заедници и во таа насока ќе пробаме да излагаме во пресрет на сите оние барања од граѓаните што се во надлежност на локалната самоуправа. Ми благодарам за можноста да направиме едно интервју во врска со подобрувањето на квалитетот на животот на лицата со попреченост. Првото прашање би било што општина Кисела Вода прави во таа насока. Ви благодарам за честта да бидам и ваш гостин и домаќин практично. На почетокот кога станав градоначалник, многу малку работи беа направено околу инклузијата на лицата со попреченост. Она што не беше силна заложба, мене и на мојот тим, беше да овозможиме најпрво нормални услови за функционирање. Во таа насока во сите објекти од јавен карактер, првото што го направивме, поставивме рампи, за да може да пристапат лицата со попреченост. Ние сме една од ретките, ако не и единствена општина во Македонија која што има тактилни патеки, може да забележите за слепи лица. Понатаму со Сдруженијето КРИК, дневен центар за лицата со попреченост, отворивме изминативе 3 години во Црниче, кој што помага за да може да се дружат таму заедно, да поминуваат дел од своето време, да напреднуваат и така натаму. Дополнително за дечињата со церебрална парализа, јас како градоначалник и мојот тим финансираме клубче во Расадник, каде што исто така се овозможува простор за дружба. Баш вчера имавме еден настан таму заеднички, слават дечињата родендени таму, се собираат, цртаат, така да имаат многу активности поврзани со нив. Од друга страна, за денот на Брајовото писмо, за центарот кој што се наоѓа во општина Кисела Вода, а е за лицата со оштетен вид, училиштето,
секоја година, изминативе 3 години, донираме книги изработени на Брајово писмо, за да може да ги користат истите во сите основни училишта, бидејќи немаше никаде оние опремени простори, сензорни соби кои што служат за лицата со попреченост во основното образование, се потрудивме изминативе години да ги изградиме во училиштата. На трети, кога и практично и денот е на одбележување за лицата со попреченост, тоа е за неколку дена од денес, ќе отвараме исто сензорна соба во населба Драчево, во Рајко Жилзифов основното училиште, така што се трудиме постојано со наша креатива, во консултација со здруженијата, најчесто да ги подобриме условите и да овозможиме инклузивен процес во кој што сите ќе бидат еднакви, ќе имаат еднакви права, еднакви можности. Исто така би напоменал дека бевме и првата општина која што вработи лице со Даунов синдром, тоа е Стефан, мој соработник кој што работи овде во општината, дел од мојот тиме. Дополнително имаме и лице со оштетен вид вработено во општината, така што во тој процес се трудиме да овозможиме целосна инклузија. Би ги споменал и градинката во Усија, која што е првата целосно инклузивна градинка на територија на Скопје, која што исто така беше изградена изминативе 3 години, и училиштето Кузман Јосифовски Питу, кое што претрпе целосна реконструкција и е првото целосно инклузивно училиште на територија на градот Скопје. Имаме и многу останати работи кои што ги сработивме, но пред се, според мене, и максимата која што ме води во овој процес е да деновите кога се одбележуваат за лицата со попреченост не бидат само декларативни заложби на нас, на политичарите, туку на вистина да работиме во текот на еден мандат постојано да возможуваме еднакви услови за лицата. Односно, зборовите да предат во дела. Во дела. Така. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Правиме репортажа на тема подобрување на квалитетот на животот на лицата со попреченост. Што прави општина Карполеш во таа насока? Што до сега е направено и што се планира за воиднина? Општина Карпош со преземање на ингеренциите, зголемените ингеренции 2005 година на локално ниво па наваму, во континуитет има квалитетна соработка со лицата со попреченост. Најпрви ни извршивме, направивме социјална карта за тоа колку лица со попреченост имаме на територија на општина Карпош, со лесни или со умерени пречки во развојот. На територија на општина Карпош има околу 200 лица со попреченост. Секаде каде што имаат граѓаните побарано да го олесниме нивното движење, особено во институциите, како и во стамбените згради во кои што живеат лица со попреченост, секаде има направено пристапни рампи, за да можат сите институции, јавни места, трговски центри, продавници, како и до нивниот дом да се пристапува сосема нормално како и останатите граѓани. Во моментов работиме на поставување на електрична рампа во една зграда на улица Партизански одреди овде во Карпош 4. Секоја година даваме финансиски средства по повод 3 декември, денот на лицата со попреченост, како и во континуитет даваме подршка на лицата со попреченост за набавка на лекови, за користење на климатско-бањско лекување, даваме средства за оние што се со лесни пречки во развој за набавка на статични велосипеди или други помагала. Сме набавувале дури и компјутери за оние што, да речеме, што биле посиромашни, за да може да имат лесна електронска комуникација со останатиот дел од светот. Ви благодарам најпред за вашето денешно присуство тука во општина Илинден. Ви благодарам на поканата што и јас имам можност да бидам дел од вашата емисија, програма, каде што се разговара токму за една категорија на граѓани кои што е сензитивна и осетлива категорија на граѓани, но исто така е многу чести задоволство се работи со токму тие граѓани.
ние како општина Илинден сме максимално отворени за соработка со токму со лицата со попреченост. И морам да кажам дека и изминативе неколку години активно работевме на многу проекти кои што сакавме на некој начин да подобриме условите за живење на територија на општина Илинден, како во поурбаниот дел, така и во поруралниот дел. Имено морам да кажем од најмладите да почнеме дека се изградија неколку детски изгралишта кои што настојувавме, особено едно од нив е централно да биде со реквизити заменети за лица со попреченост, односно инклузивни детски игралишта. Направивме неколку пристапни рампи на неколку јавни институции, школи и така натаму, кои што претходно немаа такви пристапни рампи. Моментално, например, работиме еден проект каде што се прави посебен лифт за лица со попреченост во средното училиште, затоа што имаме и такви ученици кои што му возможуваме да го користат комплет училиштето, нели двата ката, затоа што сега немавме таму специјален лифт, тоа е специјален лифт токму за таа категорија на граѓани. Исто така морам да кажам дека институционалната соработка е на повисоко ниво. Ние имаме две организации или две здруженија на нашата територија како општина, каде што имаме подпишани меморандуми, тоа е Здруженијето Илинден и Здруженијето Бој Месино, каде заедно општината со нив има подпишани меморандуми на соработка и имаме одлична соработка. За таа цел имаме остапено бесплатни простории во рамки на домовите на култура. Токму едното од тие здруженија е во населено место Миладиновци, таму е сместено во, да речеме, во подалечниот дел од општината, руралниот дел од општината, и каде што редовно си функционираат како здружение и сите логистички работи кои што треба за функционирање на тие здруженија се обезбедени токму од општината. Исто така сакам да напоменам дека во 2022 ставивме во функција нова училишна зграда и во рамките на таа училишна зграда имаме посебно адаптирани тоалети само за таков тип на ученици, но и адаптација на посебна просторија која што ја пренаменивме во сензорна соба. До тогаш во Илинден немавме таков тип на поддршка. Сега и за тие категории на дечиња имаме. Со таа сензорна соба добар дел од дечињата што живеат на територија на општина Илинден се опатени и мислам дека многу помага во нивниот развој како личности. Исто така морам да кажам дека започнавме еден крупен проект, а тоа е заедно со неколку невладини организации изнедовме локација каде што општина Илинден направи урбанистички проект и определивме локација за дневен центар за лица со атипичен развој. Веќе таму е завршен урбанистичкиот дел, направен е идеен проект и после идејниот проект најверојатно ќе следува се и основен проект, се со цел да можеме во наредниот период да започнеме да изнајдеме средства најпрвин, што мислам дека ќе во соработка со Министерството за социјални работи тоа и ќе биде, за да изградиме еден објект кој што ќе го покрива пред се општина Илинден, но и соседните општини. Во дневен центар замислен да биде на некоја квадратура од 260 метри квадратни и ќе ги има сите услови согласно правилниците важечки нормативи на државата за задоволување на потребите за еден таков дневен центар. Исто така имаме новогодишни базари заедно со здруженијата, имавме претходните години организирано, каде што многу од лицата со попреченост учествуваа на тие базари. За најмладите категории редовно пред Нова година се дружиме со посебен со новогодишни подароци, пакетчиња и така натаму. За лицата од ранливите категории, а што учат во основното образование, пред Нова година секогаш им доделуваме бесплатни таблети за редовно поубаво следење на наставата. Така да имаме многу активности со кои што можеме да се пофалиме, помагаме, но и не застануваме тука. Како што кажав, се надеваме дека врвот на нашата работа би бил токму изградбата на овој дневен центар, кој ако се биде како што треба во наредните години ќе биде изграден на нашата територија. Ви благодарам. И благодарам и на вас. Што прави општина Бутел? Во таа насока што е направено и што ќе се прави во иднина? Ти благодарам на прашањето, да ти ја поздравам иницијативата за овој разговор, Боби.
Тоа што одговорно можам да го кажам како градоначалник на општина Бутево е дека не постои ниту едно семејство, нити пак лице кое што имало било каков хендикеп или попреченост во развојот, а да не му е помогнато од моја лична страна или од страна на општината, на било каков начин. И тоа одговорно го тврдам за овие 3 години кои што одминаа. По однос на директно каде општината има помогнато, оно што би сакал да го истакнам е тоа што во сите училишта ги реновиравме тоалетите за да имаат овие лица каде што имаме такви лица со хендикеп квалитетен пристап до тоалетите и секаде каде што фали изградивме дополнителни пристапни рампи. Но можеби како круна на сето она што го правевме за лицата со хендикеп е вработувањето на Марио Мицковски во нашата општина и тој е дел од нашиот тим, тој е дете со Даунов синдром, кој што го вработивме во секторот за образование. И искрено би сакал да кажам дека навистина толку многу добро се снајде и толку многу ни помага практично и ова е нека биде една убава порака до сите мои колеги градоначалници да имаат во предвид да вработат лица со попреченост слични како Марија. Што има општина Ѓорче Петров направено во таа насока и што ќе направи, вклучително и во помалку урбанизираните населени места. Првим да се заблагодарам за можноста да дадам јасно мое видување и како човек и како градоначалник овдека на општината Ѓорче Петров за состојбите во делот со пружањето на услуги и изедначувањето на можностите за лицата со попреченост, без разлика каков тип на попреченост станува. Ние силно се залагаме како општина пред се во градинките, во училиштата, онаму каде што ни се децата вклучени, да максимално направиме во однос на што е во наша надлежност во делот на подобрување на условите. И би издвоил тука повеќе работи. Најпрво сите јавни објекти ни се на нас пристапни, со пристапни рампи, со можности, со лифтови и општинската зграда, сега новата општинска зграда е целосно пристапна за лица со различен тип на попреченост. Тоа е првиот дел. Во рамки на градинката Росица со незините клонови ние го отворивме првиот сензорен центар за лица со попреченост во Република Македонија во рамките на една градинка и во тој сензорен центар функционираат студенти од соодветните факултети, зборам од факултетот, филозофскиот факултет, студентите по дефектологија, психологија, кои што работат со тие дечиња, за да и во основните училишта, покрај пристапните рампи, еве во двете нови доградби кои што ги имаме во општината Ѓорче Петров, вклучени се и лифтови, уште во тек на самата градба и изведба, значи тие се целосно достапни. Тоа е основното училиште Тихомир Милошевски и подрачното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски во Хром. Ги реконструиравме тоалетите во повеќето од училиштата во општината Ѓорче Петров и секаде каде што имаме направено таква реконструкција, предвидуваме и тоалет за лица со попреченост, односно со различна форма на инвалидитет. Сакам да напоменам дека во Ѓорче Петров ќе се отвори првиот центар социјален клуб, како да го кажам, во соработка со невладината организација во нашиот свет, кој што ќе биде дневен центар за адолесцентни и возрастни, прв таков центар исто така, за кој што се од различен тип на аутистичен спектар. Гледаме ние да ги офатиме сите лица по класификација кои што ни се во рамки на нашите програми. Еве изидната година за прв пат предвидуваме и посебна помош финансиска за семејствата на нашите ученици во детските градинки и во училиштата, кои што се со различен тип на попреченост. Имаме вработено лице со попреченост овдека во општината Ѓорче Петров. Имаме дополнително ангажирани уште 2 лица кои што ни се по договор на дело, извршуваат услуги во комуналниот во општината Ѓорче Петров и се надевам дека во иднина ќе имаме можност да примиме и што е можно поголем број на лица, бидејќи гледам дека има и заинтересираност, да бидам искрен, и лицата без разлика на моментот со попреченост се војни, дури во повеќе моменти се многу повеќе мотивирани
да кажам, да работат и многу совесно се извршуваат својата работна обврска. Ви благодарам што прифативте да дадете интервју за МИА. Благодарам и на вас за поканата. Во градот Скопје превземаме навистина голем број на активности кои што имаат за цел подобрување на квалитетот на живот на сите лица со попреченост, без разлика на видот на попреченоста, и работиме активно на тоа континуирано сите овие активности, особено делот на програмите и мерките кои што ги имплементираме да се зголемуваат. Делот нив се подобрување во социоекономскиот дел кој што треба да се имплементира како мерки, а останатите нормално да се олесни мобилноста и движењето на лицата кои што се со попречености. Една од овие мерки, односно проекти кои што ги имавме превземено е зголемување на бројот на возила со кои што овозможуваме за лицата со попречености да можат послободно да се движат низ градот Скопје, да овозможиме услуги на мобилност за децата кои што учат по нашите средни скопски училишта и секако нормално сите оние лица кои што имаат потреба од редовни контроли по нашите здравствени установи, да можеме оваа услуга на транспорт да им ја овозможиме да ја користат во рамки на она кое што градот Скопје го прави како континуирана активност. Исто така имаме голем број на мерки со кои што спроведуваме проектни активности за подобрување на инклузивноста во сите процеси во рамки на градот. Тоа е во сите институции. Од една страна работиме на тоа да може и во спортски активности да бидат континуирано вклучени без разлика на попреченоста, со тоа што континуирано секоја година набавуваме средства и реквизити со кои што на повеќе локации низ градот кои што ги овозможуваме може секојдневно да се користат од лицата за попреченост со цел на подобрување на психофизичкото здравје. Едно од тие е, можеме да напоменам, во општината Газибаба имаме посебни активности кои што се спроведуваат за прв пат за лицата кои што се со оштетен вид. Се организираат турнири за галпбал и сето она кое што сметаме дека навистина е важно и кое што самите лица го истакнуваат како важно. Понатаму имаме голем број на реквизити со кои што тие секојдневно можат да работат на подобрување на своето физичко здравје, односно на физичката подготвеност, за да можат нормално да бидат и физички по фит и да можат да се движат, да си ја подобрат собствената мобилност, покрај ова што го возможуваме со нашите возила и нивното здравје да биде опфатено со сите овие активности. Воедно исто така имаме поддршка на голем број на здруженија кои што работат во областа на поддржување и на овозможување на дополнителни активности за лицата со попречености. Работиме активно секоја година да се овозможи сето она кое што на нив им е детектирано како важно и работиме исто така на еве последно што имавме беше покрај оние возила кои што ги напоменав, кои што ги набавивме за да се зголеми флотата кои што ги имаме на 11, кои што ќе овозможуваат услугата на мобилност, исто така и на електромотори кои што се составен дел на надградба на количките кои што ги користат лицата со попреченост, за да можат полесно да се движат, нормално оние кои што немаат електрични возила за нивното движење. Самите знаете дека ова се многу скапи помагала, кои што вообичаено преку фондот следуваат на одреден рок, мислам дека околу 5 или повеќе години беше рокот кога можат да обноват количката за движење и со тоа што самите здруженија го бараат од нас да се обидеме да придонесеме како град на она кое што е нивна неопходност за полесно движење, сметам дека секогаш излегуваме во пресред. Голема е бројката на активности што ги правиме, меѓу нив морам да напоменам и дека сме едни од ретките кои што соработуваме активно и на овозможување на подобрување на економската стабилност и финансиската стабилност на лицата со попречености, со тоа што активно имаме програми за вработување во градот Скопје на лица кои што се со одредени видови на попреченост и можат многу лесно да се интегрираат во
нашиот систем на работно место кој што ќе му возможи да се почувствуваат дека се почитувани, дека се сакани од своите соработници и да можат едноставно да се почувствуваат интегрирани и еден инклузивен процес практично да се вклучат во сето она кое што градот го прави. Едно прашање? Меѓу коментарите кои што ги добивме од лицата со попреченост, дел од нив се жалат дека во помалку урбанизираните населени места се чувствуваат изолирано. Дали имате некаков коментар околу тоа? Добро, знаете како градот Скопје е голем град, ние имаме и 10 општини во рамки на градот Скопје и би требало и секоја од самите општини каде што и се наоѓаат овие населени места да превземаат активности со кои што ќе може секојдневно лицата да не се чувствуваат дека се одсечени од централното градско јадро. Нормално е дека за ова е неопходно да има поголемо ниво на децентрализација, што значи дека во овој момент во Македонија не само градот Скопје, тоа се однесува на сите општини и во рамки на градот, меѓутоа и на сите останати низ Македонија. Средствата кои што се влеваат во општинските каси се многу мали. Со тоа многу мал е обемот на проекти кои што може да се имплементираат за да може посериозни инфраструктурни проекти да се имплементираат како би се превенирале во иднина да се случуваат вакви работи. Од страна на градот, кој што верувам дека малце можеби подобро е опремен и има повеќе можности, имплементираме, како што ви кажав, поголем број на активности со кои што ева овие возила кои што ги набавуваме. За прв пат беше после можеби 15 на години да се набават возила со кои што ќе можеме да на сите лица кои што се наоѓаат и подалеку од без разлика во кој дел на градот се наоѓаат, да им ја возможиме услугата да бесплатно може да бидат транспортирани до местата на кои што тоа им е на нив исклучително важно или пак имаат за истото потреба. Меѓутоа тоа е нешто кое што треба да се прави на територија на целиот град и исто така треба да се спроведува од страна на скопските општини. За нашите објекти, пример да кажеме, без разлика во кој дел од градот се наоѓаат, овозможивме да бидат пристапни за сите наши сограѓани. И понатаму континуирано се обидуваме да имплементираме она кое што особено здруженијата каде што членуваат лицата со попречености, па и на сами реакции кои што ги имаме од лицата со попречености, да се обидеме да адаптираме сето она кое што е за нивно подобро секојдневие. Нормално проблеми имало и ќе има, меѓутоа за тоа морам да напоменам дека неопходно е сите чинители заедно да работат и да делуваат, особено оние од централната власт кои што ги имаат ресурсите, буџетите и можам да кажам имаат во споредба со општинските, односно локалните власти имаат можеби 300-кратно поголеми буџети за имплементација на сите овие работи кои што се многу важни за лицата со попреченост. Сепак на општините, на единиците на локалната самоуправа, тоа не им е примарна дејност, меѓутоа за мене еве како градоначалник хуманиот аспект на живот на секој еден наш граѓанин без разлика дали тој има некаков проблем, има попреченост или не треба да биде пречка за квалитетно да живее. Затоа и треба се што можеме да ставиме во функција да биде инклузивно и да биде нешто кое што ќе може да биде искористено за секој наш скопјанец и за без разлика во кое населено место живее. А едновремено треба сите заедно да апелираме до централната власт да оние буџети со кои што тие располагаат да бидат рамномерно распределени во сите општини и во сите населени места за да може секаде да биде развојот подеднаков. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата. Скоро сите градоначалници во своите изјави истакнаа дека во своите општини имаат вработени лица со различен вид попреченост и дека тоа се вредни луѓе посветени на својата работа. Тоа е најасен показател дека во некои случаи и повеќе од лицата без попреченост и оние со попреченост се способни за работа, мотивација и успех. Сите со нашиот успех може да бидеме полезни за околината, општеството и државата.
Добро, мене ми е драго што работам во институција како што е Медиумската информативна агенција, каде што ние не правиме разлика меѓу луѓе и луѓе, правиме разлика помеѓу тоа што е неработници, работници и единствено тоа. На крајот на денот сите луѓе се исти доколку ги тргнеме фрустрациите и стигматизациите кои што се во оптек. Попреченоста во нешто може да биде предност во друго. Така што за нас е суштински да ги искористите луѓето во смисол да пронајдете што е она што умеат да го работат, што е она што сакаат да го работат и што е она во што може да дадат максимум. Мислам дека нам не успеа со Боби тоа што го работиме, заради тоа што тој е повеќе од 5 години веќе работи во МИА и гледаме значителен напредок во тоа што го работи и мислам дека тоа е единствениот пат да препознаеш зашто луѓето и каде луѓето може да го дадат својот максимум. Попреченоста е апсолутно работа која што на крајот на денот не можеме да ја избираме, меѓутоа можеме да одбереме кој каде ќе го даде својот максимум.